Почитувани, добар ден. Следува аргумент плюс на телевизија 24. Темата е инфлација, но и најавената млечна криза, но и прашањето дали ќе имаме доволно храна за предстојната зима и по која цена ќе ја плаќаме. Мои гости во студиото се универзитетскиот професор Јован Пејковски. Добре дојдовте во студиото. Благодарам на поканата. Цветанка Стојановска-Пешовска, Сдружение на производители и преработувачи на млеко, знак за квалитет. Добре дојдовте и вие. Добре, благодарам за поканата. Господине Пејковски, ќе се обратам прво до вас. Како што кажавме и претходно и во најавата, инфлацијата во август месец годинава достигна 16,8% во однос на август лани. Практично гледаме дека сите основни прехранбени производи цените галопирачки им растат. Дали се однесуваме некако прелабаво за оваа криза, додека Европа подготвува мерки да ги заштити своите граѓани, тешки милиарди и милиарди евра, дали ние се однесуваме прелагодно за тоа? Што треба да направиме? Па видите, тука кога се разборува за инфлацијата, треба да се има два аспекта. Едниот е перцепција на инфлацијата, односно како се доживува растот на цените. Секој од нас кој што купува одреден производ, приметува дека точно тој производ расте се повеќе и повеќе. Таа перцепција всушност покажува дека луѓето забележуваат и искажуваат одредено незадоволство, затоа што доживуваат загуба. Приходите, пензиите се намалуваат, осиромашуваат, инфлацијата ги осиромашува. А самото тоа се јавува еден друг феномен, тоа е инфлационите очекувања. Затоа што ако перцепцијата вие дека цените растат, очекувањата се веројатно дека тие ќе продолжат да растат. За сите овие процеси луѓето се справуваат индивидуално, секој се обидува да заштеди, што помалку да потроши, па се прави субституција на поскапи со поевтини производи, се купува во маркети кои што нудат помалки цени или маржата кај нив е пониска, и сето тоа ги тера луѓето да имаат еден проактивен однос кон инфлацијата. Но прашањето е како феномен на инфлацијата. Инфлацијата се смета дека е монетарен феномен, но таа и текако е поврзана и со фискусот, со фискалната политика. И оттаму, ако отсуствува комбиниран микс помеѓу монетарната и фискалната политика, секогаш се можни пореметувања кои текако може да доведат до значителни промени. Инфлацијата кај нас беше ниска, околу 2%, потоа стане умерена, сега се забрзува двоцифрена и ако продолжи тој тренд може да биде галопирачка, да биде хиперинфлација, што и текако може да го поремети севкупното работење. Ние во историјата на Македонија од осамостојувањето имавме периоди 90-тите, 93-4 година, кога инфлацијата беше троцифрена и четирицифрена. Како се справивме тогаш? Тогаш владата направи една стабилизациона програма со проактивни мерки и политики, направи сериозни промени во економијата, во бизнисот, во структурата на стопанството и сето тоа на одреден рок, заедно со монетарната политика, со ограничување на растот на парите, односно парите во оптек, доведе до стабилизација која понатаму се одрази во една нормална динамика на растот на цените. Недостасува ли таква програма? Ова што го кажа всушност е вовед за да оценам дека ова инфлација што сега ни се случува бара аларм кај власта, кај владата, кај надлежните органи и како да се занимаваат со инфлацијата. Затоа што програмата на влада 2022-2024, што е објавена сега во јануари, ја таргетира инфлацијата на 1,7%, што сега во сегашни услови се покажува дека е нереално, а сите други параметри кои што базираат на овие показатели, а со таму и растот на бруто домашниот производ и фискалните потрошувачка, бара да се насочи кон поинаков систем, а тоа е рационализација на непродуктивната потрошувачка, ограничување на одредени трошења кои како може да бидат одложени, а од друга страна помагање и субвенции на населението, на најниските категории, на пензионерите кои што имите примања се обезвреднуваат. Иако сега имаме најава дека ќе се зголемат пензиите токму овој месец за 6,8%, факт е дека тој пораст веќе инфлацијата го обезвредни, го изеде. Имаме потреба владата да се насочи кон социјално ранливите категории, кон земјоделието, затоа што знаеме производството на храна е предуслов за нормална екзистенција, а тоа пак бара
мерки, политики, активности и субвенции кои како влегуваат во една таква антиинфлационна програма. Значи, владата треба да донесе една антиинфлационна програма со цел и насока да действува во градење на политики кои може да доведат до стабилизација и до умерени макроекономски текови. Ќе продолжиме повторно со инфлацијата. Господјо Пешовска, ни се заканували млечна криза. Информациите кои што ние ги имаме се дека за месец и пол до 2 најверојатно ќе нема доволно млеко на рафтовите во продавниците и дека цената најверојатно на млекото ќе оди до над 100 денари. Кои се вашите информации? Вака се во однос на млечна криза, а дека ќе има колапс, значи да нема млеко, тоа нема да се случи. Меѓутоа можно е да има некој недостаток на млеко. Меѓутоа тоа не е ништо ново, условно кажано, Македонија е секогаш во некоја млечна криза, затоа што значи имаме потреба од увоз на сурово млеко, на млечни производи. Значи производството на млеко не е доволно да ги македонското производство на млеко не е доволно за да ги задоволи потребите на македонските потрошувачи. Значи ние секогаш сме увезувале млеко во Македонија. Меѓутоа во однос на тоа млечна криза да нема млеко по рафтовите не би требало да се случи. Млекопроизводителите реагираат дека откупната цена на млекото е 23 до 29 денари, додека на рафтовите стигне до 80. Како доаѓате до таа цена? Вака сега, значи тука. Дали они барат да се покачи откупната цена на 39 денари? Ако се покачи на толку, колку би била цената на млекото во продавниците? Ајде вака да тргнеме од тоа дека цело време гледаме по социјални мрежи се зборува дека млекото се откупува за одредена цена, се продава да речем по 70-80 денари. Меѓутоа тука треба да се стави акцент дека додека дојде тоа млеко до рафтовите, значи поминува низ некој процес. Прво да речеме млекото се зема директно од самата фарма. Тука преработувачот користи цистерна, користи нафта, која што знаеме дека во денешни услови нафтата е дупло поскапа од претходно што било. Значи имаме зголемување на платите на вработените. После имаме енормно зголемување на енергенсите. Знаеме дека струјата во моментот и да не речам и во моментов ја диктира и цената на самиот производ. Така да мислам дека не мислам, туку сум сигурна дека од август претходната година до денес значи цената на суровото млеко е зголемена над 40%. И за поголемо зголемување не би можела да се конкретно да ви одговорам. Кои се вашите информации? Сигурно има најави од млекарниците до кога цело време се зголемуваат. Цело време се зголемуваат. Малку се зголемува на млеко и на млечни производи, меѓутоа кои се вашите прогнози колку тоа може до каде ќе оди? Па сега видете не можеме да ја предвидиме, не знам колку ќе оди струјата нели нагоре. Сето тоа зависи од производните трошоци. Како се зголемува производните трошоци, така се зголемува и цената на самото млеко и на производите од млеко. Сепак цената на финалниот производ е 2 до 3 пати повисока од таа на основната сировина, од купната цена. Ама ја затоа ви кажам дека на тоа му претходи еден процес кој што навистина се потребни финанси. Еве конкретно ќе ви кажам дека ако земете профитабилноста на млекарниците од споредено со 2020 со 2021, значи има навистина голем пат на профитот. Да, не знам што ќе се случува на глобална светска криза која ни нас тука би требало никој да не гледа на профит, туку за апсолутно тоа сега сакам да го кажам, значи сега се коригираат цените и не се оди на профитабилност. Значи во моментот млекарниците се соочуваат едноставно преживуваат, како да ви кажам. Значи дури некои и се задолжуваат со кредити за да можат да речем не знам до каде ќе оди тоа, за да можат да ја протуркаат некако целата оваа состојба која што реално не е само Македонија, туку ова се случува на секаде во светот. А прифатливи ли се барањата? Ќе можат ли да се реализираат 39-40 денари откупна цена на млекото како што бара? Секоја млекарница си има посебна политика, нели бизнис план како и колку може да и која цена да ја даде да ја откупи. Конкретно да ви кажам дека е прифатливо, не можам да ви кажам. Значи тоа секоја млекарница ќе може, ако ќе го сконтактирате да ви каже посебно дали е прифатливо или не е прифатлива таа цена. Господине Пејковски, повторно би се вратиле на инфлацијата, ќе имаме ли доволно храна и по која цена ќе ја плаќаме? Значи не е сега само проблемот млекото, туку се најавува дека
ќе има голем недостиг на храна, бидејќи сите ќе се чуваат и за себе, меѓутоа и другите фактори предизвикаат таа да е глобална криза. Ќе имаме ли доволно храна, по која цена ќе ја плаќаме и како граѓаните да преживеат со овој стандард, со овие примања на тие цени? Прашањето за Нобелова награда. Многу е тешко да се одговори, затоа што предвидувањата во оваа насока се нереални од една страна. Имаме глобални промени кои влијаат на сите процеси. Војна во Украина, раст на цените на енергијата на глобално ниво, недостиг, а од друга страна пак имаме смалување на производствените површини, нивна пренамена за фотоволтаици или за други намени. Имаме намалување на поддршката на земјоделските производители, затоа што од една страна се кажува субвенции, но тие не се исплаќаат кога им се најнеопходни. Второ, зголемена е цената на вештачките ѓубри. Зголемени се цените на репроматеријали, енергијата што се користи во обработка на земја и земјоделие, сето тоа влијае на растот на цените и во овој сектор. Во млечната криза, јас преска во еден разговор и спомнав, во еден период Македонија инвестираше значителни средства во создавањето на тој сточен фонд млечни крави стар со 320.000. А сега се само 140.000. Значи се намали сточниот фонд. Со тоа огромно количество на производствен потенцијал е изгубено. Гледаме незадоволство кај оризопроизводителите. И тие искажуваат ниски цени, големи трошоци, работиме со загуба, едноставно се откажува работењето затоа што финансиски е неодржливо, затоа што инпутите, влезните цени и како го намалуваат мотивот, го намалуваат профитот. И од тому се поставува прашање има ли решение. Решението може да биде, но на краток рок е многу тешко да се создаде, може да се создаде само со интервенции на најважниот фактор во државата, а тоа е буџетот. Буџетот кој што повторно го управува владата и таа може со одредени помагања, со субвенции, со намалување на даночната стапка, со одлагање на одредени намети, да го обезбеди барем производството на храна како основно за животот на граѓаните. Граѓаните често пати искажуваат незадоволство кога во продавница ќе отидат и нивниот производ што го купувале, сега е дупло или повеќе зголеме. И логично е тоа да тие се откажуваат, настанува откажување и воздржување. Така да воздржувањето може да биде до одредена линија, до одредена граница, но не може да биде особено на производи кои што се неопходни за исхрана на луѓето. И прашањето е замена и субституција на поскапи производи со поевтини, замена и субституција на производи кои што значат одреден луксус и нивно исклучување, но не може да се откажат од струјата. Од струјата, од грејењето, не може да се откажат од храна, од основните потреби. И од таму прашањето е индексот на цени кој што се мери растот на инфлацијата е преку производите кои што се којдневно се консумираат, производствени цени, цените кои што се за животните потреби. Синдикатите убаво објаснија дека не две, него повеќе од две минимални плати се недоволни за да се покрие трошокот за потрошувачката кошница за едно четиричлено семејство. Сето упатува на низок стандард и барање да се променат односите во структурата на економијата. Промена на структурните бариери кои што ги ограничуваат влезот на фирми кои што можат да бидат профитабилни, проактивни и да се заживува економијата со поддршка. Нормално економијата во нестабилни услови се откажува. Ризично е да се инвестира кога инфлацијата расте, кога каматите на кредитите се зголемени, ескотната стапка порасна, банките се воздржуваат и сето тоа итекако влијае на едни ограничувачки фактори кои го воздржуваат економскиот раст. За храната итекако е потребно да се води грижа, не џабе се тие стокови резерви што државата итекако мора да ги одржува, да вложува, да финансира, да ги обновува, за да има каква таква сигурност кај населението. Во спротивно се јава несигурност. Видите и големи градови како Виена, Брисел, граѓаните излегуваат на улица, незадоволни од растот на цените, незадоволни од отсуството на поддршка за да може да ги преживеат овие тешки години. А сето тоа е резултат и на глобални, но и на домашни влијанија. Значи, постојат мерки и механизми, јас ви спомнав, антиинфлационна програма и политика, кои како може владата да се насочи кон поддршка на социјално ранливи категории, но и на сите оние категории кои ќе бидат итекако погодени од растот на цените, од инфлацијата.
Видите, на одреден начин тие мерки и политики се потребни, граѓаните ги бараат, чувствуваат дека некој мора да помогне во оваа форма на паѓање на економијата. Господи Пешовска, владините министри обично знаат да кажат дека се креира вештачка криза. А експертите тоа дека кризата се користи за да се набилдат се уште, да се напумпаат цените на производите. Колку од сето ова е вистина? Апсолутно не е вистина. Јас, како што спомнав и претходно, значи тоа се јавно достапни податоци, може да се видат билансите од еве конкретно самите млекарници, ќе се види дека од 2020, да не се повторува 2021, има намалена профитабилност, дури некои млекарници имаат и затворено, а сега во моментов, значи истите преживуваат. Дури некои, пак ќе ви кажам, се повторувам, земаат кредити, сега до кога ќе можат така да обстојуваат, не знам. Меѓутоа, состојбата е навистина алармантна и тешка, значи за сите, како и за самите фармери. Јас свесна сум дека и тие работат непрофитабилно, меѓутоа треба да се знае дека и самите млекарници се непрофитабилни. Значи да не се ствара слика дека млекарниците профитираат, ја искористуваат ситуацијата, верувајте дека и ние сме, мислам, самите млекарници се соочени со овој предизвик како што се случува секаде на глобално ниво. Има ли намалување на продажбата, бидејќи нели цените се рече се дуплирани на млекото и млечните производи? Дали има намалување Нема на продажбата? намалување. Значи има интерес за млекото и за млечните производи. Ве прашав за профитирството, бидејќи денеска Евростат излезе со еден податок дека цената на лебот во Европа е зголемена за 18%, имаше земји каде што е по 40, 50, 60, меѓутоа излегува дека кај нас цената на лебот е најмногу зголемена до 100%. Значи кај нас цената на лебот е двојно зголемена, исто како што е да речеме и на млекото и на другите производи. Затоа прашав дали сето ова, целата ситуација не се користи за уште повеќе да се зголемат цените. Апсолутно не. И ве пак ви кажувам, тоа може се, јас не можам да зборам за пекарската индустрија, меѓутоа кај нас за млекарската тие информации се јавно достапни и може да се види навистина кој профитира, кој навистина има профит, кој работи на рапна рентабилност. Денеска владата објави дека повторно ја продолжува мерката за замрзнување на маржите до крајот на годината. Тие беа замрзнати, меѓутоа ефектите по рафтовите на продавниците не беа такви. Како гледате на оваа мерка? Ќе има ли некаков ефект да се стабилизира на некој начин цената или? Видете вака, значи млеко секторот е да ни речеме пред уништување. Значи добитокот се продава, нема доволно млеко. Мислам дека вакви популистички мерки не се добре дојдени и на долг рок тоа би значило целосно уништување на млечниот сектор. 15% е маржата, ограничувањето сега, така? Не се исплати да се работи со тој процент? Апсолутно не. Зошто? Апсолутно не. Затоа што трошоците се многу поголеми. Видете, затоа ви зборуваме за профит од 5 до 10%. Не е доволно. А колку бил претходно? Не можам да ви кажам сега, тоа е политика нели на секоја млекарница. Добре, посебно јас немам такви информации. Да, Само да се надоврцам, спомнавте за пекарската индустрија. Видите, влезните цени на струјата на пекарите по берзанска цена. Значи пекарата мора да плати струја, а основен потрошен материјал е струјата за цени кои што се по берзански услуги. И со самото тоа нивните трошоци се вештачки повеќе се покача него тоа што е потребно, нели ради некој страх или нешто. Нека го утврдат тоа оние кои што се надлежни со инспекциите. Меѓутоа, во овој случај јас си спомнав, инфлационите очекувања се резултат на растот на цените на енергенсите. Ако очекувате дека на берзата за струја ќе порасне за 10, 20 или 30% струјата, нормално тие очекувања се вградуваат во цената на производ. Ама имаме друг еден проблем. Платите, пензиите не растат. И се ова барање за усогласување, односно индексација на растот на платите и на пензиите. Таа индексација само ќе зголеми инфлационата спирала и ќе се создаде надуена како балон една состојба која што ќе доведе до паѓање на голем број граѓани, затварање, вие спомнавте,
и тоа ќе направи и како тешки состојби. И оттаму умешност е како да се балансира се тоа, да се воспостави една равнотежа. Ние зборуваме дека инфлацијата е монетарен феномен, но таа и како рековме фискален, и таа микс равнотежа што треба да биде помеѓу монетарната и фискалната политика и како бара преземање на одредени зафати кои што ќе бидат на тековно ниво, но и на долг рок, затоа што воспоставувањето на стабилна макроекономска равнотежа не може да се случи преку ноќ. Еве ова растот на ексконтната стапка, значи основната стапка на Народна банка, ќе даде ефект дури после 3 до 6 месеци, затоа што познато е во монетарната сфера има тайм лек или одложено дејство на одредени мерки. После 3 до 6 месеци ќе знаеме дали овој раст на каматна за стапка е успешен или требало да биде повисок, или требало да биде на исто ниво или понизок. Сето тоа се всушност макроекономски движења кои како се комплексни и бараат мултидимензионален пристап. Значи не е само пристап на еден сектор или на една гранка, туку повеќе поврзување и нивно содејство, затоа што во крајна линија граѓаните го чувствуваат тоа, тие реагираат. Се повеќе и повеќе се јавува едно незадоволство и одбивност и од политиката и од она што се случува во економските процеси, затоа што осиромашувањето и како се чувствува. Така. Ќе има ли ефект замрзнувањето на маржите, најновата одлука на владата? На краток рок може да има, но на долг рок не, затоа што ќе се јави воздржување од производителите, тие ќе губат профит и со самото тоа ќе немаат интерес да действуваат да работат. Или ќе нудат помала понуда, а со самото тоа помала понуда цените ќе растат. Значи ќе се јави на одреден период и обратен ефект. И оттаму мора да се внимава до кое ниво се задржуваат маржите и што е тоа што ќе носи како ефект. На краток рок се префрлува трошокот. Знаете, во економијата има една изрека, не постои бесплатен ручек. Ако сега трошокот се префрли на страна на производителите преку намалување на нивните маржи или кај трговците преку намалување на нивните маржи, тоа утре ќе се јави како бумеранг, затоа што тие ќе мора тој трошок да го префрлат кај купувачите. Тоа се случи со замрзнувањето кога беше на маржите. Така е. И таквите процеси мора да бидат строго контролирани и балансирани. Значи, следењето на инфлационите текови, инфлационите движења мора да биде комплексно, не само механичко, туку продлабочено со аналитика, со длабинско следење од каде произлегуваат причините. Ние сега се бавиме со последиците на инфлацијата, се обидуваме да ги решиме, но причините, рековме се, системски, имаме проблеми од системот, во уредување на односите, одредени групации има високи профити, тие не беа одоначувани, други имаат ниско ниво на профити и сега наеднаш влезат на струјата и го зголемува нивниот трошок, тие затвараат. А она што ќе се случи на долг рок, всушност ќе може да се обезбеди само преку уредување на системот, структурни промени и гарантирање на една стабилна макроекономска слика, односно одржливост на цените на производите. Госпоѓо Пешовска, млечната индустрија имаше своји барања до владата, меѓутоа одговорите од таму беа дека ќе се разгледаат, меѓутоа се ќе биде во рамките на можностите, односно во рамките на можностите на буџетот, колку пари би имало. Кои мерки треба да се превземат за да, еве како што викате, не дојде до затворање на голем дел од млекарниците во земјава, односно да не дојде до таков страшен процес кој може да доведе и до други проблеми во општеството, односно ќе нема како да се полни буџетската каса ако се повеќе компании ставаат клуч на врат. Видете вака, конкретно нашите барања беа во однос, пак ќе се вратам на енергенсите, затоа што цената на самиот производ во моментот најмногу зависи од енергенсот струја. И тука ќе спомнам и нафтата. Значи, доколку ние би имале, да речем, стабилна цена на струјата, значи ќе имаме стабилна цена и на самиот, на млекото и на самиот производ. Тоа е секако неизвестно секаде, цената на струјата. Тоа е проблем. Тоа е проблемот во суштина во моментот. Значи, доколку се регулира тоа, мислам дека би се стабилизирале цените на млекото. Затоа ви тука апелирам, значи што поскоро да се донесат такви мерки да се помогне на млечниот сектор. И да се зголеми домашното производство на струја по цени кои што се прифатливи за економијата. Точно. Кажете ми, господине Пековски, кои се вашите прогнози за инфлацијата? Ќе ја преживеат ли граѓанива со овој низок стандард?
што да очекува? Значи не очекува тешка зима, сите знаеме дека инфлацијата уште ќе расте и компаниите самите кажуваат дека производите уште ќе одат нагоре. Докаде ќе одиме? Што ќе направиме? Доцнеме ли со мерки? Јас се согласувам со вас дека очекувањата на краток рок се изразени, затоа што имаме неизвестности кои како влијаат на растот на цените. На краток рок не можеме да предвидиме, на долг рок логично е да се предвиди дека од текот на следната година ќе дојде до некое стабилизирање на глобалните текови, воспоставување на одредени пазарни односи, односно намалување на трошоците на компаниите што ги имаат сега во своето работење, но сето тоа бара да се преживее, да се издржи. А таквото преживување и издржување бара и како помош и подршка, затоа што гледаме ќе дојде до затварање на училишта. Ако нивната струја треба да платат општините, а општините немаат доволно буџет и ќе ги прифрлиме трошоците, значи на места каде што нема можност да се покријат. Блок дотациите се недоволни и со самото тоа е еден пример. Градинките се на цена на домаќинства, цена на струја на домаќинства, значи пак се враќаме на енергијата како основен и клучен фактор на сето ова што се случува. Оние компании кои што се мали и средни се пазарни, но кај нив ќе мора да се помага, додека големите компании сега беше кажано дека тие стваруваат високи профити и ќе можат да ги поднесат пазарните цени на струјата. Изразувам одредено сомневање, затоа што и тие имаат лимити. И тие компании, кои што најчесто се и со странски вложувања, ако осетат дека профитната маргина паѓа, се намалува нивната ефективност во работење, затвараат. И со самото тоа вашите прогнози, песимистичките прогнози. Со самото тоа со затварање ќе имаме социјални проблеми. Отпуштените работници ќе одат во бирото за вработување да примат социјална помош, а со самото тоа се јавува еден социјален набој кој ако продолжи ќе предизвика социјална криза. Верувајте дека веќе е видено ова што го зборувам. Одредени држави кои што се соочија со вакви проблеми, им требаше години и години да ги стабилизираат овие процеси. Ние и во поранешното искуство во нашата држава имаме состојби кога и како беше потребна интервенција од страна на државата преку буџет, преку одредени позајмувања кои што и како може во тој период да ги покријат тие трошоци. Сега и позајмувањето кај нас станува скапо. Државата е презадолжена, знаеме дека се над 60% долговите, а тоа ја прави несолвентна како резултат на неадекватната политика, каде се потрошија средствата. Колку пари се наменети за енергетика, зборуваме дека ќе оди милиарда евра за купување на струја. Со таа милиарда ќе се изградеше нов индустријски капацитет за производство на енергија, дали водна, дали на газ, што значи производството на домашна енергија и како може да значи субституција на овие последици што ги имаме, а преку тоа контролирање на цените на инфлацијата. Јас би рекол дека монетарен феномен кој како има одраз во сите сфери на живење. И оттаму треба многу внимателно да биде таргетирана и решавана инфлацијата, посебно од страна на владата. Господино Пешовска, бидејќи сме при крај на емисијата, само кои конкретни барања ги имате вие кон владата? Односно, за време на пандемијата имавме конкретни мерки со субвенционирање на работни места, со ваучери и други работи. Што конкретно за компаниите сега, каква помош вие би го барале од владата во овие? Освен за струјата? Тоа е, мислам дека суштински субвенции за струјата? За струјата, да. Тоа значи, доколку има субвенции за струјата, би можело да се стабилизира цената на млекото на која цена? Која цена не би можела тоа да ви одговорам. Се зависи од тоа колку би била струјата, така ќе се формира и останатите трошоци. Секако, значи не е само струјата тука во игра, меѓутоа најмногу да речем што влијае на високиот раст на производите е струјата. Меѓутоа тука имате, како ви кажам, нафтата, амбалажа, работна сила и така натаму. Конкретно за колку би се намалило, мислам дека и никој не би можел да каже. Ви благодарам. Темата ќе биде актуелна и наредниот период. Тука мора да завршиме. Ви благодарам што бевте гости во студиото на емисијата Аргумент Плюс. Вам почитувани ви благодарам на вниманието. Ви посакувам пријатна вечер и останете на програмата на телевизија 24.